Ви благодарам. Моите три прашања се поставени, се наменети. Едното е према градоначалничката која што повторно не е тука од нека причина. Другото е IT секторот. Ако грешам, нека ме поправат. И третото е до секторот за образование. Ќе почнам од првото што е према градоначалничката, па се надевам ќе го пренесат. Иако ако ми рече очекувам писмен одговор од минатата седница за советнички, се уште немам добиено одговор, но во интерес на јавноста, бидејќи ова прашање од граѓаните, не е од мене, сепак ќе го поставам. Станува збор за БЕК и за градските енергетски ресурси. Имено моето прашање е што планира градоначалничката да направи во врска со кризата која што допрва не очекува, имајќи го предвид фактот дека БЕК не работат како што треба. Градски енергетски ресурси е буквално спремен производ на тацна, па дали градоначалничката планира да го искористи овој момент, да се преземе лиценцата и конечно БЕК да биде под капата на градот, како што треба да биде, а со тоа и да ги уживаме сите бенефитите од истото, например ширење на топлинската мрежа низ целиот град, со тоа намалување на цените на сметките за струја, за топлинска енергија, а воедно ќе се намалат и луѓето што се греат на струја, па со тоа и ќе се справиме подобро со енергетската криза. Би сакала да добијам одговор, ако може сега, да викнете каде и да е господјата градоначалник, да го добијам одговорот, а доколку не, барам во рок да ми го достави одговорот на прашањето писмено, како би можела да го доставам до граѓаните. Другото прашање што ми е наменето за IT секторот е во врска со системот за доделување на субвенции. Имено имав поплаќи од неколку граѓани, од повеќе граѓани, дека системот кога се делеа субвенциите за инвертер климите бил цело време паднат и дури се надевам не е вистина, се слушнаа шпекулации дека намерно бил блокиран затоа што имало листи, бројчиња, па биле доделувани веќе претходно договорени субвенции за климите. Бидејќи на оваа седница изгласавме субвенции за точаци и за тротинети, барам да ми се одговори дали проблемот овој пат ќе биде решен и дали граѓаните ќе можат слободно сите еднакво да си аплицираат за субвенција, некако минатиот пат да има крах на системот. И третото прашање е до секторот за образование, кој што пробувам да ги контактирам неколку пати на телефон, но добивам не добра соработка од нивна страна. Тоа е за протоколите за менструални производи. Од невладините организации и од невладиниот сектор имам барања и за јавна дебата. Прашуваат до каде е спроведувањето на протоколите, бидејќи септември еве го кај ученичките ќе почнат со школска година, а ние немаме уште протокол како средствата ќе бидат наменети, како ќе им се доделуваат менструалните производи и слично. Така да барам одговор и за ова прашање. Ви благодарам.